Дијабетесот не е само диагноза, тоа е секојдневна борба. Секое утро започнува со прашање, дали денот ќе биде стабилен или исполнет со неизвестност. Иванка Караѓозова Трчкова, која 30 години живее со дијабетес тип 1, вели дека животот со оваа болест е сериозен предизвик. Пациентите и натаму се соочуваат со недостиг од сензори, ленти, глукомери. Дополнително, често недостига и антидијабетна терапија. Според пациентите, проблемот не е поединечен, туку системски. Јас не користам сензор затоа што со мојата возраст сензор не ми следува. Го мерам со глукомер, со лентички, секојдневно, па најверојатно околу 6 до 10 пати во текот на денот треба да го мерам за да го регулирам правилно. Не може точно да се пресмета затоа што дел од тие средства ги добиваме од државата, од терапијата што ни следува, но доколку сакаме подобра регулација, подобра грижа, си купуваме и самите. Од Сдруженијето на дијабетичари порачуваат дека се потребни коренити промени во здравството, бараат итни и долгорочни решенија. Веќе месец и пол луѓето немаат со што да мерат шекер, затоа што Министерството се уште не организирало да се дистрибуираат. Сензори исто така почнува бројката да се намалува, затоа што новиот тендер не е операционализиран. Не знаеме зошто, немаме информација. Очекуваме да се пуштат сензорите нови. Според лекарите кои работат со дијабетичари, велат дека освен што е важна терапијата, многу поважен за овие пациенти е начинот на живот. Ние и сега имаме тимови за едукација за исхрана во нашите центри за дијабетес, меѓутоа свативме дека ни е потребно средство за работа, прирачникот е едно средство за работа, тераписко средство, со кое што ќе им олесниме во секојдневните предизвици кои што ги имаат, не само со правилна и здрава исхрана, туку и како да ја користат брзата храна, сладките мали задоволства и така натаму. Она што е главната порака на овој прирачник дека исхраната кај лицата со дијабетес не е ограничување, туку можност и чекор кон стекнување на здрави навики во исхраната и уживање на здравата храна. Во Македонија има околу 120.000 пациенти со дијабетес. Од нив 44.000 примаат терапија. Лекарите предупредуваат дека е неопходно спроведување на современи превентивни програми, обезбедување на иновативна инсулинска и антидијабетна терапија, со цел да се стабилизира бројката на новозаболени, но и да им се олесни на оние кои живеат со оваа дијагноза.